Здраво, јас сум Даниела Нисова. Со цивил првото искуство го имав далечната 2006 година, кога бев во средна школа, Здравко Цветковски ГУЦ. Имаше како кампања во школата, имаше како организација, дека ќе имаме како работилници во склоп на невладина организација. Бевме избрани кои ќе работиме во работилницата со Марина Станковиќ во Цивил 2006. И така се случи една интересна дружба. Имаше така доста изработка на цртање на плакати, обработување на накид, и концерт се случуваше секоја вечер. Интересни дружби се случуваа. Значи во 2006 година имавме уште еден проект со Цивил, каде што работевме. Значи првиот беше за тука може да покажеме, ова цртежот, потоа е изработен во форма за како флаер, значи меѓународна акција на Ден против оружјето беше ова. Вториот проект беше поотворен, каде што имаше како да се направи проект еден, ние самите да изработиме еден ваков проект како пред тогашниот што учествувавме во него како учесници. Вториот пат беше да изработиме ние сами, да осмислиме еден проект, каде што јас имав смислено проект каде што љубов, сега имам дел од тоа. Вака организација на љубов, мир и хармонија. ЛПХ или Дашури Кеци Лумтри. Значи, се учевме како се прави еден проект, како се изработува, кои се сите компоненти кои ни треба да ги научиме и како треба да ги изреализираме, да направиме еден успешен проект. И сето тоа Цивил нима помогнато да научиме како се прави, како се изработува, како се печатат флаери, како се прават беџови и сите компоненти што се потребни за еден проект. Баш ми е драго што повторно дојдов на некој начин во контакт со Цивил преку граѓанското новинарство и што ми е мило што некако можам да придонесам во нашето општество како граѓанин, како граѓански новинар, како уметник за било какви промени што може да се случуваат во нашиот град, во нашата земја Македонија. И баш ми е мило што Цивил се уште постои, се уште работи. Баш сум среќна што уште постојат кај нас и уште се живи и не се даваат таквите организации. И мило ми е да сум дел од тоа на било кој начин, што највеќе ми се свигало Цивил, што секојаш се бореле за слобода, за изразување, за искажување на вистината, за борба, што стварно се бореле за да во ова општество кај нас стварно треба да си тврдокорен, да кажам, за да издржиш, да работиш, да не може никој да те бутне и да си пак да останеш, да преживееш, да бидеш тука, си бил тука пред 10 години, да си тука и да не си се сменил, туку само да си еволуирал во нешто подобро, во нешто поголемо. Тоа е стварно, мислам, предизвик, што Цивил се тоа, мислам, според мене, истрајни се, сега сакаат својата држава и град, се борат против се што мисла дека не е во ред и се тука за Скопје, за Македонија и за сите нас кои сакаме да го искажеме тоа што го мислиме. Ми се свига и за тоа прифатив да бидам пак дел и баш ми е драго што ги видов некои луѓе што сум ги упознала претходно и ми биле пример во животот за доста работи што сум ги научила за понатака.